Ова е атарот на гостиварските села Горна и Долна Бањица, плодно поле на кое локалните жители одгледуваат градинарски производи, меѓу кои најзастапен е кромидот. Но на земјоделците водата им ја замати автопатот што треба да минува во близина. Ние се наоѓаме сега покрај трасата што поминува Коридор 8, а ние се наоѓаме тука кои во склоп на Коридор 8 ни земаа за логистика комплетова цела површина која апсолутно ние не знаеме после каде ќе одиме, пошто ова е плодно земјиште и ние живееме од ова земјиште. Државата веќе почна со експроприација. Земјиштето им се одзема за 650 денари квадрат. Тука, наместо познатиот бањички кромит, треба да никне камп во кој ќе бидат сместени работниците што ќе го градат автопатот од Коридорот 8. Пред 2 месеци, кога почна да ни дојдат тие директно поканите за да се јавиме во имотно правно, така што тука пишуваат или се согласуваш или не се согласуваш, даваме изјави, меѓутоа со доаѓањето назад до дома позади ти доаѓаат решение, исто како во диспозитивот, така што тие викаат имате право на жалба до Управен суд Скопје, меѓутоа секој нема пари да плати авокат. Мештаните дошли и до скица на која е обележана територијата што треба да им биде одземена. Плюс има тоа страна, еве што ви кажав, овие се касарни, касарните тамо остануваат, тие се празно место кои не се ораат, ни се работат, од бивша Југославија останати, а види ова црвената линија, исто полето се одзема тамо, ова остануваат. Предлагаат уште едно решение. Нека зема по Чирија, ако сама најлошото по Чирија, па нека ни го врати земјиштето назад. Ако е било во јавен интерес, ајде и ние да легуваме тука. Меѓутоа да се врати земјиштето, патот ќе се направи и ќе си замине енка. Нема да стои тука. А после нека чистит местото, нека прави кај бараките, па нека да продолжиме со нашата работа. Трајното одземање на нивите целосно ќе им го смени животот на селаните. Кај ќе одиме? Не ни дава веќе годините, ние не сме млади. 20 години ќе земам куферот и ќе си замина некаде. Ама нема кај ќе одиме, каде ќе одиме? И не е солидно да ја напуштиш твојата земја, твојата село и да се преселиш друго место. Имаме кај да работиме, а немаме, тогаш можеби ќе ја напуштиме. А сега не размислуваме ние да пуштиме селото. И ќе се бориме до крај. На неколку стотици метри од тука, конзорциумот Бехтел и Енка, што ги гради автопатите, веќе отворил градилиште. Се пробива една од најсложените делници од Коридорот 8, Гостивар Кичево. Ова е местноста Дузлук, што на турски значи рамнина. Се наоѓа во непосредна близина на селото Горна Бањица и е меѓу првите локации на кои веќе се започнати градежни работи за изградба на автопатот. Нашите соговорници велат дека не се откажуваат од својата земја и ќе продолжат да ја обработуваат. Немат ни една нива што не е обработлива, сите се орани ниви, меѓутоа сега ради времето зима, до крајот на месецот ние ќе почнеме со орањето со нивите, така што ќе почнеме со нашата работа. Мора да живееме од негде. Со одземањето на земјиштето државата ништо не ни рекла, не ни гарантира никое работно место или било кај. Или треба да земаме куферчето да си одиме надвор од државата. На 10 километри јужно од Прилеп пак, меѓу селата Алинци и Шелеварци, има наоѓалиште на ретки видови минерали. Ова е локалитетот Црн камен, за кој многу експерти и истражувачи тврдат дека од непроценливо значење како светско природно наследство. Кај нас може да заврши како материјал за изградба на автопат. Еве како. За изградбата на автопатот од Коридорот 10D, Бехтел и Енка почнале да експлоатираат материјали токму од ова место. Црн камен е толку богат со минерали што и со површно пребарување се стигнува до разни примероци. Па овие се дел од минералите пронајдени тука. Ова е тој титанит. Карактеристично е за овој минерал дека овде е пронајден многу голем примерок. Имаме многу убави кристали на кварц. Ова е црн кварц, така наречен морион. Понатака имаме убави кристали на албит. И имаме еден интересен минерал од групата на амфиболи, влакнес амфибол или арфецолит тука. И колку вкупно минерали има на едно место овде? Овде на едно место има 20 минерали се пронајдени. Освен тоа, ова и е археолошко наоѓалиште. Ваки има и големи парчиња од куќа, од град. Имало надземни такви. Еве кај што биле лепени, овие прачки, значи прачки ределе, поголеми стебла, цепени стебла и така и правеле градби. Со црвеница или глина.
Тука е пронајден и минерал со единствени карактеристики кој бил наречен според името на земјава. Најден посебен минерал со посебни карактеристики, непознат до тогаш во светот, како минерал и е наречен македонит. Тоа е направено колку што видов јас во литературата, ми се чини 71 година објавен материјал од двајца геолози од Винча, нуклеарен завод, или како се вика тој во Белград. Геологот Васја Дамески и новинарот Тренчо Димитриовски се дел од Комитетот за заштита на природното и културното наследство што го формирале неодамна. Многу брзо се направи истражување на материјало и многу брзо се качија машините тука, се отварат патишта, тоа во како да кажем, додека се свестиме ние. Концесија да се добие за експлоатација, процедура е долга, која што ќе ви кажат рударите дека трае по 2 години и повеќе се собира куп документација, мито давајќи им овдека ексклузивно право на ова фирма Бехтел и Енка, еве во смисла за изградба побрзо на тие договорени проекти, и веројатно тие можат да прават како што сака. Реагирале до надлежните институции и успеале, барем засега, да заштитат дел од ова место. Успеавме да заштитиме до таа табла, а друга на табла е контактна зона, значи тие нема да работат друга на табла навака. Значи она што беше предмет на поранешни геолошки истраги се заштити. Другиот дел не можеме да заштитиме бидејќи немавме доволно аргументи, значи не е геолошки истражи. Значи голема неодговорност што беше ние и како геолози, па и како прилепчени македонци кои дозволевме овие минерали да се издробат и да завршат како тампон за пат. Сепак, се работи за само 40.000 квадратни метри, а се смета дека целото наоѓалиште е на површина од над 2 квадратни километра. Затоа нашите соговорници сметаат дека битката се уште не е добиена. Иако тука истражувале и напишале научни трудови многу светски геолози, во тек се нови геолошки истражувања чии резултати ќе бидат пресудни дали Бехтел и Енка ќе го експлоатираат целото место. Потребно е овој дел да најдеме некој начин како можеме ние законски да го експлоатираме. Ти сега е нападнат, видовте и сами нападнат од диви копачи, значи и нашите минерали одат по тие црни канали, излегуваат надвор од земјава, ние немаме ингеренции ништо тука да направиме. Повикуваат државата да го заштити Црн камен, да се отвори музеј на минерали, а истражувањата да се прават во државни рамки.